Крсте Црвенковски е еден од најзначајните политичари и општественици во Македонија и поранешна Југославија, чија што активност одбележува една цела епоха. Активен е во предвоеното национално и комунистичко движење, а учесник е во НОБ од самиот почеток на народното востание. Во текот на војната е затворен во Тирана, но успева да побегне и повторно се приклучува на партизанските одреди. Бил организацијски секретар на КПМ, сојузен министер за просвета и култура и председател на СКМ, член на извршното биро на СКЈ, член и подпредседател на председателството на СФРЈ. Доаѓањето на Крсте Црвенковски на чело на СКМ е своевиден пресврт во политиката во развојот на тогашната Социјалистичка република Македонија, македонскиот народ и останатите народности. Овој период, често наречен либерализам, е време на силно ограничување на влијанието на тајните служби на поранешната СФРЈ. Во овој период, кога Крсте Црвенковски е на чело на СКМ во Македонија, се формираат национални институции како што е Македонската академија на науките и уметностите, а се завршува и процесот на возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. На сојузно ниво, Црвенковски активно се залага за полна рамноправност на народностите, а особено на албанците во автономната покрајина Косово. Дополнително, тој во своите изјави ги третира републиките како национални држави на конститутивните народи на Југославија и инсистира дека Федерацијата е заедница на доброволно здружени народи. Неговата политичка дискредитација започнува со познатата седница на извршното биро на СКЈ во Караѓорѓево во декември 1971. По состанокот на партискиот врв во Милочер, Броз постепено го дистанцира Црвенковски од центрите на моќ и одлучување. Во 1974 по завршувањето на неговиот мандат како член на председателството на СФРЈ, Црвенковски е пензиониран и се враќа во Скопје. Од тогаш па до крајот на 80-тите години, иако формално слободен, тој е отстранет од јавниот живот, проскрибиран, а секоја средба со него ја следат тајните служби. Со демократските промени во Македонија, првиот председател на државата, Киро Глигоров, символички го рехабилитира Црвенковски, поставувајќи го за член на Советот за безбедност на Републиката, а тој се враќа во јавниот живот со интервјуа и написи во медиумите, како и со публикации. Крсте Црвенковски денес постхумно добива заслужено признание од својата држава и од својот народ, орден на Република Северна Македонија.